поживнем. Сите се успали. А јас? Запрел? Не работи. Ако сум задоцнен, он Арсен може пак да ми измрде со тоа возо. Параскево! 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 Парчи, не да се сториш, Параскево! Не слушам те од себе. Што е каде? Папа. Паднала, па не станала, зашто не ме разбудите? Садо запрел, папа. Запрел? Зашто да запрел? Тој ли е ред? Тој ли е ред? Ако оно е Арсен? Тој Кирисо. Кирисо! Бегај ми од пред очи, зашто ќе те здромам како сува пипете. Баш те вечер баџи, садо те гриф. Море, ќе ви искривам јас сите, туку сега немам време. Ајде да видам да ми ги чистиш тебе. Вечер баџи сум ги изчистила. Си ги изчистила? Дај да видам. Си ги изчистила. Красно си ги изчистила. Како да мавнала мачка со опашката преку нив. Ела, дечи, ела. Види овие запци. Полни си со капа. Па само 2-3. 2-3? Море би нашла си 20 и 50. Туку сега немам време. Ајде изчисти уште беше. Ајде, баџи. Запците убаво да ги изчистиш со трещиче. Ајде. Да ги изчистиш до кадифе да светнат како ти. Спридоне! Абе, сум чорбаџи, што заповедуваш? Какви ти се тие мустаки, бе? А? Пареја ти ги попарила. Зашто ти се извалкани, излепени, би волешка опашка? Попив малку матеница, чорбаџи. Аха, матеница. Миши да те лажам. Море пак си локал ракија. Бега бре, смрдиш на почва, ќе мотуреш. Уште еднаш, ако ти ги видам така мустаки, со ножица ќе те ги стрижам. Штрак, штрак! Ама чорбаџи само тоа, нека се видело тоа, дјавол без роба, човек без мустаки. Орно глава ме пресечи ми ја. Човек ли е бре кој пие смрдлива раки и нега да научи да е чистата човечка, да? Вечер да идеш нама и убаво да си измиеш, да си стриш, да си изчистиш. Јас ќе одам на мам чорбаџи, ама ти ќе одиш на луѓе. Молчи бе! Јутуб! Како да одам? Кога сум задоцен со вас овде, стуткани, сплеткани. Хајде. Ништо чисто човек ова куќа не може да најде. Ја и ова фрчиче. Наместо со него да ги чистам мустакиве, не го треба да го чистам мустакиве. Ајде бе, Спиридоне, арме за твоите чисти. Добро чорбаџи. Ајде. Анастасио. Браво, Анастасио! А валда ти е лепо што гадеш во оваа куќа. И нека ти јавал името што го носиш уште од малечка измекерка на чорбаџите Елдос. Со години ве учам, туку што учам? Буки и тикви учам. Вака ли се чиста далишта му? Ево. Вака ли се чиста далишта му тупава и глупава, Анастасио? Што е? Што е ова? Баш те вечер баџи на мала дамка. Мала дамка, мала работа, ма голема срамота. Од волосока. Да извадиш. Како знаеш да извадиш? Со крпа, со фрча, со јутија, како знаеш да извадиш? Ајде, чорбаџи. Спиридоне! Спиридоне! Ајде прво да му обучи. Полека, бе. 100 пати си ти рекол, отваре очите да многу марчевни. Со дикат, за топуци. За топуци, а тија. И сети прсти се дозна. Ајде, другата. Хајде ти бека. Не е доста. Додека не си го видиш носот.
Ajde, dosta, ajde. Slušaj, da го вземеш дикево и да пойдеш на крајното лозика и Карпати, да купеш само длабоко јубаво. Арно? Што е, бе? Не ти се оди, а? Не ми се оди. Како не ми се оди на лози копање чорбаджи? Параскево, харчија да се сториш. Ајде. Каде се пикаш, бе? Наопаку. Ама денеска вие сите наопаку сте станали. Ајде, пати го таму убаво, само да го накачиш. Држи го. Леле. Стани, да не може да ме облича. Ајде, доста. Со години ги учам на ред и чистотама. Ништо, буки и тикви учам. Да ме остава да задоцна, да се успија. Ленче! Што ме викаш, Бошко, ке не види некој? Нема никој Ленче. Месечината свети како ден, гледај. Ајде ме префрле од ритнарит, остајќи ти мастра Ленче, месечина, славечина. Ти ми си хубава две славечето. Еме да те можам да те цунам. Леле, Бошко. И што? Е како, што не ли ти реков, до венчање нема бацување. Што се мора веќе, тешко е. Тешко ти било мене, не ми е тешко. Мора и тебе ти е тешко, току ти се таиш, не се издаваш. Мачка на грпадали. А ти? Мачер, ми светнале очите ко на мачер. Како да не мисле да Ленче, кога само тебе ти гледам. Не можам само тебе да ти гледам, Ленче. Да знаеш, Ленче, болен сум. Ме злекувај си се. Само ти можеш. Не сум нијаки мне взаđи, а јас лекови не продавам. Мора ако не дадеш сам, со сила ќе те бацам. А, го смееш. Мислиш ми е здрав? Сега ќе видиш. И ја баци ли портата? А така ли ти? Не, така кога сакаш со сила. И ми кога не даваш сарно. Ти реков, до венчање нема бацување. Која душа ќе стре до венчање, бе, Ленче? Не продуше од рај, да видиш рај. Море ти немаш да ќе ме научиш. Току дай излез. Ми чека ли играм? А да излезам, па да... Излези не? Само ако се заколнеш дека... Добро, жими ти. Во мајка ти заколнеш. Добро да жи мајка ми Снежа. Нова куќа. Зар ти не сакаш во стара куќа? Не, Бошко, јас во колиба би ти дошла туку татко. Заради него први треба нова куќа да направам. Да политаш треба. И там јас Ленче ме не се стасувам. Куса рака што се види. Тоа е, сиромаштија. Туку ако треба деј ноќе ќе рмбам, ќе работам. И под лихва ако треба ќе земам, Ленче. Тешко е тоа, Бошко, секој ден идат такви кај татко. Не може да се откинат срцето ми се. Еј, за тоа срце што го имаш, Ленче, толку си ми во срцето. Не плаши се, не земам многу пари. Мајка ми вика, ќе пуштам летово на Афион. Па кога бев малку, кога ме ранеше саргатлак, ми вика, ке ти поможеше малку со куќата, па ме ода повеќе аргатлак. Повеќе се брза од мене. Знаа сака да биде дома. Туку, ај Ленче наесен, ама паќе касно. Кој правари, тој товари. Може некој да те побара, па да се свршите. И за тоа си во право, Бошко. Кога мислиш? Колку побарго, толку парно. Ај в недела. Недела, што зборуваш, зарувај се пи напи се. Тешко, Бошко, еден Господ да ни е напомош, ама... Знам, татко ти, ќе го молиш, а мајка ти таа е добра, умна жена. Па и јас ќе ја пратам мајка ми, па две мајки безбели, ќе надвијат еден безмилосен татко. Види ме, Бошко. Еве ти ги другарите. Ај, добра,
venča. Язык дати. Фамилията ни я запусти. Леле, сега кога ќе кажам дома. Леле, кучка ни една. Неч! Зашто ме викаш? А така да те честитам со швачката. Заради ти. Јас, некој друг. Па што момче си одбрала, момче и пол, до себе личи. Бошко, зар не знаеш, што може би аз? Море ке можеше да ме сакаш. Будала, јас си мисле дека ме сакаш. Зар уште не ми веруваш, Бошко? Добре, уште миши да те лажам. Зошто не се синови? А толку сакам да зборувам со тебе. Не ти кажи Чичо Трендо? Ми рече, Дури писмо ти пратив. Не купив вчера и сутрина си ми да спасе туко чалецот. купив, разсечен, среде писмо. Го читав, Бошко, го квасев со соузи. И како не, солзи. Што ми даје сега шините, зошто не излезе? Татко, Бошко, ме заклучи. И вечерва, туку домка удисна некако клучи. Леле, Бошко, да знаеш што каков страв стојам ако стане. Мора, ако ме сакаше, ке немаше страф ни... Те сакам, Бошко. Ме сакаш? Ако ме сакаш, докажи ми. Не молам. Бегај са мене. Бегалка? Бегај ако сакаш моја да видиш. Сакам, Бошко, туку мајка ваква рана да ја отворам. Така? А мојата рана, а мојата болка, ако те загонки нема да можам да те преболам. Не можам да живеам без тебе личи. И јас не можам без тебе, Бошко, и мојата рана е без пребола. Ќе ти умрем. Зошто да умреме кога можеме да живееме заедно среќни? Ама... Нема ни ама. Ајде. Каква без ништо? Така без ништо. Ништо друго не знае. Само ти, Ленче, само ти на светот. Ајде. Не, остави ме да помислам. До кога, бе, Ленче? До утре вече. Утре вечер ќе ме сакаш повеќе отколку сега. Заре може се сака повеќе отколку сега. Тогаш докажи ми. Сега веднаш. Аджија! Што ова ми требаш? Една ме трга ваму, другата ќе ме расчереча. А, брати, жив си или мртов си? Па ако имаш очи и ум, гледаш жив сум. Не, жив си, ама како умре да си? Како ништо да не гледаш и не слушаш. Керка ти бре се венчава. Рекам да чуjem за тоа. Не икеш, ама ете, слушаш. Со пурјак се венчава. Ете, слушна, дури песна ти звадоја. Чули што убаво ти пеја, те бре. Сама мома пошла дома. Пф, а ти бре, што не ја врати после бегањето, а? Па знаеш, јас сакав да ја натерам сама да се врати. До Сургунди са в него, а таа ќе остане ни ваму, ни таму, ќе приклони глава и ќе моли за прошка. Јас би ја прибрал, ама ќе им покажем што е тоа татко и како е тоа да се оди против неговата волја. Така мислам. Арно, ама ете него Сургундиса. Работата беше, можем садо, седов збор од Екрем Ефенди, дека повенчавањето ќе биде Сургундис. Збор! Колку пари бе тече ни тој збор? Но, за тој збор сум дал еден грст злато. А тој проклет, откако се стори таа герутија, Екрем Ефенди ни да привиди. А ти што не појде кај него? Јас да одам. Да излезам па по мене да викаат, уа аджија керка ти бегала. Па нели знаеш откако таа герутија се стори несурисливо од порта на... Од страв можеш да побегнеш, ама од страв не можеш. За таа работа требаше ти да излезеш. Не требаше цела да оставиш на тој Екрем. Екрем Ефенди порано не ми оставил ниједна работа да сврши. А нели знаеш што биде фисо иконом? Икономот! Па тој ако е поприси аджија. Ти се поклонил на Божиот гроб, а тој не. Да сум на твоето место. Ама што можеш, кога ти вели сите пурјаци станале на нога, ја ќе ја венчаш, ја твоја нога во наша куќа не ќе стапи, и ти наша в црква. И му рекле ќе те начекаме, но ќе брадата ќе те излечи. А тој пак вели, нема закон да не венча кога самата девојка сам. Закон. А кој го прави законот? Владиката. А ти требаше до него да појдеш. Што може и тој? Тој за тебе ништо не може, ама ти за него се можеш. Да го пречакуваш секоја година, да го поиш. Десо вино, десо ракија, морам да му е отров, да му се стори да даде Господ. Ако ќе помислам пак на онаа работа, дека ќе се венча таа и дека никој нема ниту да ги спречи, да ги застране. Еден владика да не може, еден пурјак да не венча, тур јазик да му е и него. Екрем не може, иконом
ne može. Vladikata ne može i to. Sedenča, lele, pusta taja kućka. A pa kola, vesela si, se radova. Čekaj, se nazva malce. Ке збеснам од оваа песна. Леле, што не можам да ја запнам устата со жупаница. Мене да ми се пее ваква песна, кучкенина, што ми направи? Помози Бог, Аджија. Што, пак? Пак јас дојдов да се помириме. Немам со кого. Имаш, Аджија, имаш. Со керка ти. Мојал за неја дојдов. Плаче, милата, плаче или се кине. Аджија, керка ти. Немам јас керка. Аджија, крвта вода не видува. Ајде, мори, ти ли мене ке ме чатиш и ке ме учиш? Не. Ти си чатен да пречатен, ми ти на Божи гроб си се поклонил и до Бога си се приближил. Да се помириме. Море на душмани, кем да им разсипеме и устите да ги затвориме. Што си ти се не избислуваат? Колку пати ми рекле. Аджијата ти е најголем душман. Море тој ке го прати син ти Сургун. А ти, зар би можел тоа да го сториш? Не, Аджија. Ти немаш такво срце, зарем на својата керка. Реков јас немам керка. Што вара ова островде? Зар има уште и образ да стапнува во моја куќа? Ами, Мирсо, јас заедно сум дојден. Не сме береле заедно, а филм па ти така да ме викаш на име? А филм ке ни една. Колку што си дојде назарно, толку Арно да видиш. Ако за вас е Арно, за нас и чле. За вас ако е Арно да се родите. Со ваква фамилија, какво што е наша, за нас тоа е најголем срам. Така е. Ама зашто да е срамота? Зошто да ти покладе, ја ти трестате те за тоа?
И после, па доаѓа насуво. Кое? Тој долу. А солун. После оди. Абе, близу до преоди, ке си дојде, ајде брз ги најдела. Che fatti? Dakle, dodati se poslati ustave. To je samo neka se dođe po momentu ekipa i za tebe zamene za svih ekipa. Da si ti popravi che scalite con i matte, non mi mi serve tutti. Stavite se. Mi serve. Znate su dobro. Тој ќе го прати в планина. Па го пратија другија сето? Се, мој гај, ако не биде тој, ќе биде друг. А син, мојот син, Стадине најпосле како мнозина синови. каде ги има повеќе, Абе, колку и да ги има, за секого боли. ама друго е. Чуван, гледан како капка роса на дланка. Млад, зелен, не знае ни да се чува ни... Пушти капка роса во оган и пламен. И се чудам каква мајка си, какво срце имаш. Море, јас си знам кутрата. А ти? Што правиш со него? Што сакаш од него да мисли со твојата глава? Кажи ми, што сакаш? Мајко, не сакам да плачеш поради мене. Не, сине, матка, ајде, не плачи. А тука си ти што молчиш? Чекам да се смириш. Па како да се смирам додека не ти на можење? Па потоа да си дочекам и внуче, машко, да знам дека сојот не ќе ми се затри, огништето не ќе ми изгасне. Па и оваа куќа, останата од дедо, татко, да не остане пуста пустелија, или тук пород да се башкари во неа. Без свој пород човек бил како да не бил. И нека кажува попот дека по смртта ќе сум живеел на оној свет. А еден мудар во законот велеше, откако човек ќе умре, од него останува само неговиот спомен и неговиот пород. Ничи жили ќе тече негова крв. Ете тоа го сакам ако можеш да разбереш. Не можам. Само едно не можам да разберам. Зошто го сврши толку млад? И зошто зашто за свадба? Па ете затоа. А татко ми велеше, јас страдам за син ми да има убав живот. Јас го додам тоа. А тоа го нема и го нема. Не го треба татко. Ке го има. Го нема се додека има поробувачи. Затоа ние сега треба да ги стераме овие. Па да се вратат до вчерашните. Особено се еднаш од таа мисла, татко. Тие на кои ти сега мислиш му служат на Хитler, како и денешниве поробувачи. А има од вчерашните кои сакаат да живееме заедно. Има еден ранет во денешната битка. Ранет. Татко му од тие до вчерашни се врати од каде што беше дошол, тој би се помислал пак да се врати како поробувач. А тој остана овде со неговите другари, да ја пролива својата крв за нашата слобода, за слободата на сите. Леле, злака. Сега ние треба да го засомнеме. Кај ни си? Ние, кој вели? Јас. Пре, ти. Па јас сум нешто во оваа куќа. Дури сум јас и ти не си ништо. А премиле Костадине? Сакам и мојот збор да се чуе. По мојата милачка само тој ќе се слуша. Нема никој друг. Без тебе сакаш да ни се запусти куќата? Подобро и да се запусти, отколку да падне срам и сенка на светлото име дедо. Татко, ти што така цврсто се држеше, те размекнале, те затапиле, со мачење и со гмечење, а овие сега со мазнење и со мактење. Толку ли ти е страх? Не ми е страх. Не се плашам ни од затвор, ни од... Па токму затоа и јас му реков татко. Неговиот живот на конец виси, и тој конец е во твојата рака, татко.
pa da visi na konec tvoj život? Ne može. Ке podeš ti im rečeš, majka mi, tatko mi, reče mu i ti moriš to molčiš. Igračka li ova, sakaš ogam v kuki? Jaz da pričam. Jaz sem naučena na tako foga ni spečena. Prvo kaj tatko mi, posle kaj tebe, jaz sem gore na glavno. Koliko pa ti tatko mi, ko izprakjale, od vojna v vojna. Ednaš, mi se vrati su mi izlečena rana. Jaz, kutrata, jaz, da go lekuvam, da go ranam. Neka go donese siromački od jaski go... I ti? A jaz ne se prašuvam. Ako rešil taka stamen, nosete go kaj nego. Метод ке појде прво кај него да претресува за скренуто жито. А за мене е важно што тој и други сакаат ти да видиш. Ете тоа, така треба да биде. Ти здоволево срцето за мене. Со нив ти сакам да видам за нив. Да им лекувам болни. Болничар. Јас што секогаш ме прв и среде Богно. Ти сега повеќе можеш да направиш вака. Да помогнеш. Еве да го спасиш ранете. Затоа јас... Што ти? Тебе те натерале со сила. Не, тие никого не присилуваат ни молат. Јас сам им рекол дека ќе се согласиш, зашто сакав да им докажам дека ти не си како што најкој мислел, како Јане. Татко, тие сега го чекаат твојот збор. Добар, умен, сине на мајка. За мене важен сам од твојот живот. За ништо не можам да го... Не можам ни да го домислам толку. Адриана Костадине, па само на не лошото мислиш. Ама што? Ако малку ме сакаш, ќе го направиш тоа што го сакаш. Не. Не можам да верувам дека не те натерале со сила. Не им веруваш. Па не. Чекале мој збор. Тие што сакаат не ми прашуваат. Така, те лажам. Па еве, сега ќе дојде. Не ќе речеш повеќе дека те лажам. Сега мојот збор беше и твој збор. Нема повеќе ни прашување, ни молење. Што правиш? Јас татко ли сум ти или што сум? Па токму затоа што си ми татко ти рекол. Абре, не го учу детето. Ама мене ми е важно само тој да е жив. За мене нека мислат што сакаат. Татко ми веќе 40 години лежи в гроб. Сиот изгнил, земја се сторил. Јас уште не можам да го преболам. Ниедно ковче од него не останало. Тоа е во мене како една тежина што не може да се измери со ништо на светот. Па и чувај Боже уште еден гроб да ми се отвори сега. Синоќа лоштон видов за тебе си. Татко, ти не веруваше ни во соништа, ни во бабини деветини. Велеше што дење мислиш, но ќе сонуваш. Па стареам, ветреам, затоа сега ти ум ми даваш. Ама барем ако малку имаш жал, гледај на мене како еден несреќен избудален старец. Никој нека не го бара од мене тоа. Речи им. Не можам. Подобро заколиме отколку да ме тереш така да се посрамотам. Не можам. Абриана Костадине, па што може така? Не може. Разбирам. Тогаш јас со нив, тие мене ќе ме разберат. Не може ни тоа. Ене ги, идат. Прими ги татко. Убаво. Влезете. Направете место. Има Раде.
ме викаш? Зошто? Тамо треше веднаш да се напушта ците позиции. После позицията на Сије. Каде што доаѓа војска од Кичево. Треба да се прави устрафување. И мојат, амечки камен, кај што ќе се брани градот. Пак ти на своето. Ти на твоето, јас на моето. Кога не можем нидно да видиме. Не може така. Јас не можам да правам што сам. Јас сум... Знам што си. Знам што не си. Ти не си викале столарски работник кај мајстор Главино. И он е умен учител. Ти не можеш да одиш сам по твојот ум. Знам што можеш и што не можеш. Ти не можеш да ме оставиш на мојата позиција, а можеш да ми наредиш да отстапам. Јас повеќе биде за мной. Те могу. Не. Јас те молам. Не. Да отстапам, да се вратам во Софија. Во зачедената кафејана. Па да ги слушам патриотите со ракија. И да слушам како со говори, со зборови ослободуваат Македонија там, во гласниот брдот на врховистите. Там не. И поради ми е партиски другари. Каде ќе одиме Питу, заедно ќе одиме. Треба да мислиме како да се сврши восстанието. А сега да мислиме за градот. Тоа да му го оставиме дите. Не, јас сум длабоко уверен во себе дека градот не треба да го браниме. Не треба. Туку не можеме. И уште поточно не смене. Градот, републиката, и ти како Никле, мисли само за градот, но не и за републиката. Да, не е во облаци, а пак е на нешто повеќе од градот. Само ако помислам да не ја бранам, се срамувам сами од себе си, а без животот си го неќем. А и ти мислеше за бранење. Зошто копаме ровови околу градот? Јас мислев на подолга позиционна борба. А вака, толкава армија, ќе неопходи. И, а борците ни треба. Зашто восстанието овде нема да сврши. Ќе сврши нашата република. Но да бидеме среќни со тоа што ја направите. Не е ни тоа малко. Високо скокнавме битва, но не можеме да прескокнеме границата што ни ја поставила историјата. А други конец ке скокнат повисоко. Ти гледат на нас од високо. Не. Тие треба да ни се потки, а ние да се надрастеме. Тие ги гледат на нас со горда исправена глава. И устемени кој слобода. Абе, сакам спружен да ме видат. Сакам думна до слободата. Каква е низам а не е ни случајно да знамето известно од која поречка слобода или смрт, смрт или слобода. Така. Прво смрт. Без смрт нема слобода. И како мислеше за Париската комуна и за нејзината одбрана? И да не одам далеко. Скоро го солнува во главата пач. Ние рече, во комитскиот закон, живи да палнеш и да не се предадеш на местото за да умреш. И владите во Солун, гемиджиите, со што е потресал Македонија и Европа? Со динамитот? Со бомбите? Не, со својата смрт. Нашата смрт е најсилно оружје. Председателот Вангел. Председателот, градот, народот, тешка средба и раздрада. Никој не може да ги задржи во градот. Велат да ги чекаме како овци в трве. Тие деца во мајки колеа. И пред ова што се стори. А сега... Сепак во градот ќе бидеме сигурни. Редовна војска, паши, офицери, дисциплина, а околу беше позиция. Еј, само да не се собрани по многу. Во големи куќи, во ниски, во племни. Така е. Богаташките куќи привлекуваат богата мљачка. Се нека плена. Само луѓето. Луѓето, ете затоа го предаваме градот. Сега вака, на друг пат, Знам, разбирам. Но што да се прави? Давот од една секира не паѓа. Уште ќе се страда и ќе се гине. Вие по планините, ние овде. Сега треба да се прегрнеме. да се прегрнеме. Ајде, браке. Што велат старите, како ќе даде Господ? Господ, кого го нема. А ти, Питу, гледаш и слушаш. Таму се твоите жена, мајка и деца. Твоите деца, Питу, на кој ще возинале тешки да Не зборувај ми повеќе така, те молам. Не отежнувај ми. Немам ни јас овде камен. И мене ми треба сега некој да ми помогне, да ми даде подкрепа. Сам против сите, а и против тебе. Откако го сретнавме кај мајстор Главин, едно сме сакали, едно сме мислели. А сега,
Толку да не можеме да се разбереме. Четата на попет. Се повлекува. Сърдечката го полшави на дощ. Възтуша дека неговата чита отстъпва. Така да я кажеш дисциплина. Ти ке ми пребелваш! Што? Дисциплината ја крши како врбова прачка! Така да знаеш! А за троица турци! За твоята дисциплина, вела, вистина, сега си прв за повлекување. Аз, ова, билат команда на Сарафов, а за мен е Господ па Сарафов. Глава е той бред, со министри и цареви кафе пијал. Јас занеме го и Бога ни го. И во пепел! Е, за мене нема ни Господ, ни никому. Кому слепо ќе му верам, ќе му се покорувам. Ајде бре, сите ние слепци, само ти окат. Ти најуме. Ние од не се мери со В. Еден ум може да теже повеќе од илјадници. Овчаре, овча се дели од стадото. Попе! Стадото што има лоши овчари! Слам, Коста се препиравте. Ајде. Доста, кога тој мисли дека е помен и од тебе. И то од Крушево. Туку не мисли дека најпрво треба да се брани родното место. Не е Крушево, сета Македонија. Македонија е твојата смоквица. И Гевгелиско, и Охридско, и Костурско, и туку само Крушево е сега република. Јас сум да се брани република. А моето родно место го пренесувам жртва. Кој тоа може да го разбере твојата дебела мечешка глава. Проставя ти мојата глава што ќе лете твојата. Толку ти вела, не знаеш ти мене! И одиш во баку. Јас не можам. Така, само да загинеш, за слава се бориш. Многу ме разбираш. За слава да загинам е толку доволно колку и за пари. Тебе Господ нека те разбере. А и Свети Петар ако не се разбереш. Твојата чета на време и на вредено место. Те биде. Ајде. Тоа е мој, а ова твој. Мој. Ако те остави, да останеш. Што ќе рече тој? И што ќе рече другите? Не остави во дилема. А јас прифатам. Мислете дека ќе оставиш, барем поради мене. Не, поради роден брат. Иако ти си ми повеќе од брат. Јас за тебе би стоим се. Стори го зашто те молам. Само тоа не. А јас? Што да оставам јас тогаш? Што? Да ме оставиш? Или да ме осудиш? Пресечи еднаш. Осуди ме. Ти сам, со твојот наган. Само нема да ме даваш на попек. Не. Чекай. Престои тоа да се каже. Јас тебе ставам ти мене. Верувам дека немам право. Ако мислиш дека ти си 100% право, што има да ме жалиш? Престои ти е тоа. Јас уште имам нешто ќе причам. Не очекувам мене да се премислам и да оставам. Твое е сега. Или да ми одобриш, или да ме осудиш. Војводо, мајка ти, битовица и деца. Јас морам дома да се простам со нив. Ке се вратам да ми окажеш последниот збор. Тој збор. Питу, на кого ме оставаш? Ја оставам на мајка Македонија. А децата? Или ги оставам на мајка Македонија. Тешко! Или да го оставам на мечки камени или да го осудам. А смеам и да го осудам. Дали јас сум во право и тој. Правото и вистината не се секогаш само на една страна. Туку грешките и заблудите. Ти рече, нашата положба, со еднаква основа, положба 2, ти рече решение. Тоа е општата положба на останието. Вечните отстапување за пути зборуваше да решение на колективните дела, а да се остават да решават поединци. Зар не е тоа крајно стихина и анархичка положба? Пито е си од стихија, а не е анархичен. Нужно е ограничувањето на борбата на поединецот, кога се определува спротивни на обштоствојна цел. Кога пречеме висината постигане. И во тоа е суштината на прашањето. Дали Пито, со жртвувањето на четата, ќе придонесе повеќе за крајната цел на нашата борба. Херојската саможртва се поднесува за други и за друго име дење. Уште од историски чин, уште од Термопилската на Леонида, преминува во легенда, во светот пример. Ете во таква светлина треба да се гледа Пито.
Никле попитом припишува Тинај. Самоволија. Тој лично се издигна и со неговата волја да се слеа со колективната волја. Во свирепата историска судбина му задавала голема задача со тешки жртви. Ние пред дадени и после тој имавме многу битки, на кои на непријателот им зададохме многу забава. Но таа битка, со саможртвата на Паче, ќе донесе многу за подигање на револуционерниот дух на народот. Уште повеќе ќе придонесе саможртвата на Питу. Но да се жртва и град, да е негде подалеку. Каква битка да водиш негде в планина? Не ќе постигнеш, колку за битката на еден град, неговото страдање. Како потресни покази на хероизмот и трагизмот, на нашата борба за слобода. Да, за револуционерната борба. Но тука има прашање на етика. Така голема жртва. И во етиката има релативност и големи жртви за високи цели. Етнички се записува и се оправдува. Целта овде е навистина како суд, возвишен, а крушил со своето жртвување и трајност, да биде слободно за своите деца да настави. Да, тоа сега е по манифестот, тестамент, порака на републиката. Благодарам Господ за се. Можам да се вратам од четање. Да, и на Питу кажи. Подобро ти сам, повеќе ти си израдува. Мајка му не го испушта од преградките. Децата му се обесиле на рацете, а питомица плаче. Ти здраве, треба да се здолуваш од твоето менче. Енеа, чека и плаче. Еве го војводата. Каре, Остани, Питу. Каре, другар мој, што да ти кажам? Немам зборови. Не треба Питу. Гледам како се среќаш. Камо и јас да можев да бидам во полна соглас со сосед. А јас се распадам. Сите чепи се напуштени. Не чекаат на зборното место. Оттаму треба јас да им предводам. А камо ли да може заедно со тоа да зајме да го таму. Не, Каре, убаво викаш, мртвите се борат преку живите. А јас не мислев сега дека сите треба да изгинеме. Тоа го сакат Гарбановци, генерал Тончевци, кои како мошраци ќе се направат на организацијата, кој ме трва окото. Биди жив и бори се, Каре. Јас и мртов ќе бидам со тебе. Нашата група, нашата борба. И за тоа мислиш како јас. Среќен сум, Каре, што пак едно мислим, што би се разделиме како другар. Да, но каква разделба? Да испратиш другар во сигурност. Остави го сега тоа, Каре. Испрати ме така, како што јас сакам да одам. Убаво ми викаше. Оди ме во смрт, што сакаме слободен живот. Така, имаш еден живот. И само еднаш можеш да го дадеш. Не треба да избереш зашто, кога и како. А ти избираш редок мики како ред по кој одиш на мички камер да се точно ќе А твоето име ќе се врзе за тој камер. Оди, Питу. Да се прегрнеме, другар мој мил.